Карпош е мојот прв дом. Место каде што имам растено и си имам градено најпрво како спортист, а потоа како се она што сум денес, односно тренер и еден спортски работник. Како човек кој цел живот си има занимавано со спорт, слободно можам да кажам дека за разлика од она што го имав на располагање во моите детски години, а тоа беше неосветлената тревна патека покрај кеот на реката Вардар, сега спортската инфраструктура во нашата општина си има значително изменето. Кеот на реката Вардар сега представува едно функционално место кое го користат илјадници љубители на рекреативниот спорт, љубителите на трчање, возење велосипед, возење ролерки или пак долгите прошетки. А за фитнес ентузијастите тука се и ново изградените фитнес зони кои што се наоѓаат на огромен број локации низ целата општина. Секако, тука се и уредените спортски игралишта во основните училишта кои може да се користат за извршување на спортско-рекреативни активности како што се баскетот, фудбалот, кошарката и така натаму. Општина Карпош е една општина во која што сите граѓани без разлика на својата возраст и без разлика на своите спортски аспирации имаат место каде што може да функционираат и да творат. Јас заедно со организацијата ТАКТ имплементираме еден проект во рамки на општината Карпош, кој што го носи насловот Спорт за сите. Самиот наслов ја шири нашата идеја, а тоа е дека спортот е за сите, спортот е едно инклузивно место каде што секој е добредојден и никој не треба да биде исклучен. Се наоѓаме во една ситуација на пандемија каде сме принудени да изнајдеме начини на кои безбедно можеме да спортуваме, а тоа секако се надворешните спортски локации. Со цел да останеме физички активни, но пред се да останеме безбедни и да го спречиме ширењето на вирусот од COVID-19.